Здраво, здраво, драга публико! Здраво до сите верни фанови на Лов со Мак Петрол и на сите оние кои прв пат налетуваат на нашата емисија. Кои да сте, од кади да сте, останете тука затоа што ви ветувам дека ќе има 0% каење и 100% смеење. Денес не чека една посебна епизода. Ке зборуваме за емоции. Што значи да си храбар, што правиме кога сме лути, тажни или среќни. Ке објаснуваме поими на начин што не постои во ниту еден учебник и ке слушнеме поговорки кои можеби ги знаеме, а можеби не баш така како што си мислевме ние. Ова е епизода во која ќе се смееме, ќе се изненадиме и ќе научиме нешто многу важно, дека чувствата не се комплицирани, туку искрени. Затоа сместете се удобно, отворете ги ушите и срцето и ајде заедно да нурнеме во светот на децата. Ти храбар не си, кажи? Да. Што значи да си храбар? Што значи храброст? Што е тоа? Па дека си многу јак. Јак со мускули? Па јак и храбар си, све трпиш. Значи ти ги истрпе овие што ти се подсмеваа и после ги кажа на наставничката. Да. Наставничката што им рече? Да не ми се смеат. Така им кажа? Да. Браво, бе. Абе, сега да те прашам нешто. Например, кога сум лут, добро би било да избројам од 1 до 10. Да или не? Да. Браво. А кога сум лут, добро е да зборувам за тоа што ме налутило. Да или не? Не. Еве, треба да се зборува. Со друг треба да кажеш, тоа и тоа ме налути, немој така, или да кажеш дома, или да кажеш на наставничката, така? Но дома на наставничката. Дома на наставничката. Дома кажуваш? Кажувам. Браво, па така треба да се разговара. А например вика ова: кога сум лут во рете, ако исчкртам еден празен лист хартија, да или не? Па ја некак ќе се изнервирам и ќе го искартам. Да? Тука да ти помине лутината? Да. А инаку црташ нешто на... Цртам, да, правам разни ствари, правам авион, правам така. Како правиш авион? Па со од лист. Вака. Авионче да направиш? Да. Што збориш? Само ти знаеш или сите другари знаат? Па другари знаат. Не сум ја и другите другари знаат. Мој. Кој прави најдобро авионче? Па еден Дарио од школа. И неговото летат најдалеку? Да. Што збориш? Како се А вика? имам и еден Дарио, а имам еден другар што прави брод од лист. Тој се вика Нино. Нино, и Нино да го поздрави. Браво. Еве сега гледаш некој лошо направи. Например, некој кој ќе ни направи лошо, ние треба да му вратиме како? Со што? Па да кажеме на некој друг возрастен и да го воспитува малиот. Добро. Некои викаат, например, ако некој ти направи лошо, ти на лошото врати му со добро. Да. Исправно е така? Да. А што е љубопитност? Да ви сакаш да знаеш за се. Ти љубопитна си ти? Да, Браво. многу. А што е љубомора, знаеш? Да си некој да има подобро нешто од тебе, а ти да направиш нешто подобро, па ќе ги го навредиш. Зашто има лошо од тебе. Да го победиш, а? Да. А сега кажи ми, например, што значи да бидеш љубезен? Па, Што мислиш ти, што е љубезен? А кажи ми, зошто е важно, например, да се помага? Ти помагаш на другите другарчиња? да. А зошто е тоа важно? Да сакам да помагам. Сакаш да помогаш, браво. А што значи тоа да делиш? Да дадеш нешто твое на друг што го нема. Дека он го нема и да му помогнеш да делиш, Да. така да бидеш другар, така. А некој ако е тажен, си сретнала некој другарче да е тажно? Да. И што треба да му кажеш? Си го утешила? Да. Како? Па, седам до него и само така седам. И кога ќе се смири го гушкам и добре. Браво, бе.
Кажи ми ти мене, дали знаеш што е храброст? Да. Што е храброст, кажи? Да си храбар, да можеш. Што значи да си храбар? Па еве некој те изплаши, ти да не се изплашиш. Некако ви направи ти да не правиш така? Да. А тоа е храбар, браво. А дали знаеш што е љубомора? Љубомора е кога некој има нешто и ти го сакаш тоа и си љубоморен. Дека он има, а ти немаш. Да. Убаво ли е да бидеш љубоморен? Не. Браво, бе. Браво. А знаеш ли што е љубопитен? Љубопитен знам. Се нешто да прашува, еве, има еден шкаф и таму во шкафот има нешто и тој да прашува што има во шкафот. Да бидеш заинтересиран, Да. љубопитен, да дознаш. Браво, бе. Гледаш какви картички имам тука? Вика, кога сум лута, добро е да дишам длабоко додека да се смирам. Да или не? Точно или не точно? Точно. Точно. Ти кога си лута, што правиш? Па кога сум лута, најчесто пробувам да се контролирам и да се смирам. А ако не се исконтролираш, што правиш? Па, не знам. Дали е, например, добро да земеш еден лист хартија и да го исчкрташ? Добро или не добро? Па, малце мене ми помага, например. Ама, мислам дека не е добро. Не, ни тоа не е добро. Добро. А, например, дали е убаво кога си среќна да се прегрнеш себе си? Да или не? Не. Не? Не е добро да се гушнеш себе, вака да се гушнеш? Не. Не, а? Ти не се гушкаш себе да си кажеш Леле, Марија, Магдалена, па јас сум најдоброто девојченце. Не. Не? Па кого гушкаш? Па, или мама, или тато, или баба. Браво, бе. Чекај, значи, кога сум среќна, во ред е да ги уништувам туѓите работи. Да или Не. Не. Така, тоа не е добро. Кажи ми ти, дали знаеш што е храброст? Да. Што е храброст? Храброст е така да си храбар, да не знам, да се покажеш така во себе, како лавот. Лавот кога се бори, да речеме, со жирафата, е храбар. Значи да бидеш бестрашен? Да кажеме, храброст. Дали значи тоа да си бестрашен? Да не се плашиш од ништо? Па зависи во кој контекст е. Аха, се извинувам. А дали знаеш што е љубопитност? Љубопитност е кога сакаш нешто да правиш. Например, јас сакам да го отворам блокот и со боичките да бојам. Да го сакам нештото, да. Аха, добро. А дали знаеш што е љубомора? Љубомора е кога некој нешто подобро прави од тебе или нешто има што ти го немаш и само љубомориш така, гледаш на кај него повеќе дека го има тоа нешто што ти го немаш и тоа ти значи љубов. Му завидуваш, така? Да. А љубезност што е? Љубезност е така да си љубезен, да кажеш убав збор, например, ако на некого му сгрешиш, да кажеш извини, не мислев така, многу и ти се извинувам. А тужи баба, знаеш што? Тужи баба е некој човек или дете што цело време издава. Кажува, издава тајни, така? Да. А знаеш што е Не, нешто друго. лакомост, знаеш што е? Лакомост е како повеќе за себе да си земеш. Како Така, алчност, убаво го кажеш. Браво, супер го кажеш. А знаеш кога ќе кажат за некој, тој многу е откачен. Знаеш што значи тоа? Си го чул тој збор? да, ама на мене некако не ми дава убаво чувство, не знам. Така, тој е многу откачен. Остави, многу си откачен. Ти имаат кажано, тоа е убав или пограден збор? Малку пограден. Така, не е убав да ми каже, многу си откачен ти. Да. Сите сме исти, а сепак различни. Ова ми се допаѓа. А што те прави среќна?
Идеме со мама и тато на Љуѓашки. Тоа те прави најсреќна? Да. Баш ми е драго. Мислам на лизгалиште. На лизгалиште? Одиш на лизгалиште? Да. Тоа ти е многу убаво, така? Да. А кажи ми ти мене, дали знаеш што е храброст? Да. Што е храброст? Да се охрабриш, например, да кажеш Што да кажеш? нешто што треба да кажеш. А тоа е храброст? Да. Ти храбра си? Да. Што си кажуваш, например, нешто што ти е лошо, што те нервира, што? Или нешто што ти е убаво, што кажеш? Не ми текнува. Не ти текнува? А на кого, например, да се охрабриш да кажеш? На учителката, на мама, на тато, на кого? На другарки, на кој? На другарки. На другарки. Баш ми е драго. Вака вика сега, дали ги знаеш овие поговори? Вика, кој нема во главата, има во... Не ти текнува? Не. Некој, например, ти имаш заборавено некогаш нешто? Non-stop заборавам. Non-стоп забораваш, што забораваш? Се. Ле, што најмногу забораваш? Кај ќе го оставам телефонот. И како го наоѓаш после? Па ќе трчам околу и ќе го најдам. Па значи викаат, кој нема во главата, има во нозете. Тоа значи дека ќе си трчаш. Ете го тоа. Еве викаат, вака, вика, будалата памти, а паметниот што прави? Будалиот памти, а паметниот запишува. Запиш. Да бе, запишува. Да бе. Вака се. Кога некој ти прави лошо, ти треба да му вратиш како? Со збор. Со збор? Да. Каков збор? Па, например, некој ме тепа или, да речеме, булинг. Он ќе почне да ме тепа и јас ќе му кажам субаво, ќе му кажам, те молам, немој така, не е убаво, никој нема да се дружи со тебе. Но доколку истото го продолжува, затоа се наставничките овде, наставничките ќе превземат се. Браво, бе, многу ми се допаѓа како размислуваш. А ти ја знаеш оваа народна изрека, вели, кој пее зло? Ја знаеш та? Не ја знаеш, а оваа ја знаеш, кој нема во главата, има во? Што мислиш? Како би продолжила? Кој нема во главата, има во? Мозок. Па, добро. А вака викаат, будалиот памти, а паметниот што прави? Некој будал и цело време памти, се мачи, а паметниот што прави? Не памти. Абе си запишува, не памти. А ова ја знаеш ли дека вика, додека има овци, ќе има и... Што дава овцата? Волна. Волна, браво бе. А вака вика, добриот збор, железни врати отвара. Браво бе. А ова е најпозната, вели, брат за брат, а сирењето? А чекај, оваа дали ја знаеш? Крушата под круша, што? А чекај, а ова, кога двајца се караат, Третиот попушти. Третиот попушти. Третиот користи. И така стигнавме до крајот. Се смеевме, се замисливме и научивме дека децата не само што имаат мислење, туку и многу добри одговори. Ако денес нешто ви остана во главата, нека биде ова. Чувствата се во ред, прашањата се добре дојдени, а искреноста е најважна. Ви благодариме што бевте со нас. До следната епизода на Лов со Мак Петрол. Останете љубезни, храбри и насмејани. So Sashko
со Мак Петрол.